Народната банка е задоволна што трите најголеми и една средна банка ги намалија недоместоците за услугите. Гувернерот Трајко Славевски очекува и другите да го следат нивниот пример. Тој вели дека почнале бесплатно да ги нудат услугите на мобилното и електронско банкарство, ги намалиле провизиите за плаќање сметки за комунали и на шалтер, поевтино и повлекувањето на готовина на шалтерите, плаќање уплатници и слично. Пристап до безбедни, квалитетни и достапни платежни услуги, при што надоместоците за отварање, затварање и за следење на состојбата на сметката, како и за извршување на основните потреби за плаќање во трговијата и за комунални услуги, како сметки за вода, електрична енергија, телефон, топлинска енергија, даноци и слично, како и за користење на готовината треба да бидат на разумно ниво, а за некои од услугите треба да се и бесплатни. Гувернерот планира да покрене законски измени за да се промовира граѓаните, особено по старите и они од помалите места, да отвораат трансакцијски сметки со основни функции. Овие сметки им овозможуваат на луѓето со минимален трошок да користат широк сет на услуги и дозволено пречекорување, што не било случај досега. Во моментов граѓаните не може да отворат ваква сметка ако имаат сметки во други банки. Они од ранливите категории ќе ги добиваат овие услуги бесплатно. Од стотиците илјади сметки со кои што располагаат нашите граѓани, платежни, дебитни и така натаму, само 140, тоа е, значи, не е постигната целта. Видите, во земји, јас ја спомнав Литванија, имаме информација дека најголем дел од трансакциите се во рамките на тој пакет, кој што е навистина предложен, врзан со, како што кажав, 0,1% од минималната бруто плата, тоа е 36 денари во моментов, да можат навистина еден голем број на трансакции граѓаните да ги извршуваат во рамките на таа цена. По основ на провизии и надоместоци секој граѓанин годишно им плаќа и над 3000 денари на банките. Кај некои банки поевтинувањата се до 70%, а некои провизии целосно се укинуваат. Анализата на Алфа покажа драстични разлики во надоместоците што ги наплаќаат, со тоа што тие се највисоки за трансакции преку шалтер, а поевтини и до 90% се ако тие се завршат онлайн или преку мобилен телефон. Од 30 до 150 денари се наплаќа за стандардната услуга одржување на сметка. За кредитен трансфер во денари во земјата услугите варираат од 20 до 120 денари. Минималната провизија за приливи од странство се движи од најмалку 10 до дури 500 денари. За да повлечете кеш од банкомат, трошокот може да достигне и до 300 денари. Според податоците, провизиите кои ги наплаќаат банките сочинуваат 18% од нивните вкупни приходи, кои од година в година рушат рекорди.